Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Лимфните јазли се важен сегмент од имунолошкиот систем и представуваат пречистувач на телото. Но тие понекогаш може да отечат. Зошто тоа се случува? Кога ќе напипаме отечена лимфна жлезда, обично помислуваме на малигно заболување. Но можат ли тие исто така да пројават некаква промена поради бактериски, вирусни или пак габични инфекции? Во кој случај постои причина, односно простор за паника и за загриженост. Кога треба да се направи лекарски преглед, ќе го запрашаме професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог во Аџибадем, Систина. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо со гостинот во студиото на Телма. За отечените лимфни јазли денеска разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог во Аџибадем, Систина. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Задоволство е што сте гостин во оваа емисија. Добро најдов, Марија. Задоволството е моје секогаш. Доктора, знаеме понекогаш да напипаме некој лимфен јазол, обично на вратот или пак под пазувите и навистина да се исплашиме, да помислиме дека се работи за некоја малигна болест. Но пред да стигнеме дали е тоа секогаш толку опасно, појаснете ни каде најчесто можеме ние да забележиме да напипаме отечен лимфен јазол. Дали се сите лимфни јазли можни за палпација? Ние не може да ги најдеме ако не се зголемени. Значи, нормалните лимфни јазли во принцип не се палпираат. Некој пат желбата да се бара нешто само произведува мотив за лимфните јазли да се зголемат. Таа травма што ја правиме со секојдневно неколкократно пипање, да произведе зголемување практично на лимфните јазли, што некој пат на пациентите викам со сила си ја барате беѓато. Таму кај што нема проблем. Меѓутоа, го едуцираме и населението, ги едуцираме и колегите. Најважна работа, лимфните јазли постојат, тие во нормални ситуации не се палпабилни, меѓутоа треба да се знае, ако се зголемат, дека тоа нешто значи. Дали значи нешто лесно или не, тоа е натаму предмет на испитување и така натаму. Меѓутоа, во вратната регија, под пазувите и во препоните може да се палпираат лимфни јазли кои што се евентуално зголемени. Тоа што не може да се најде со пипањето, го треба други методи на испитување, се лимфните јазли кои се наоѓаат во градниот кош, во абдоминалната празнина, значи во стомашната празнина и во другите регии кај што се тие сокриени во нормална ситуација, таму треба методи на визуализација за да се најдат. Голем ли е бројот на лимфните јазли во нашето тело? Огромен. Огромен. И каква е нивната функција? Тоа е дел од одбранбениот систем, значи тој се состои од два сегменти, лимфни садови и лимфни јазли. Лимфни јазли се тие што ги заробуваат практично клетките или другите агенси кои што го напаѓаат нашето тело, кои што не се природен составен дел на нашето тело и ги елиминираат. Со лимфните садови практично тие се елиминираат надвор. Основната улога на лимфниот систем е да ја прибира вишокот на го прибира вишокот на течности во организмот и се што останува како метаболен производ и секој дебри практично од агенси кои што го напаѓаат нашиот организам и тоа се изфрла низ системот. Дали различна група на лимфни јазли ќе укажуваат на различни проблеми? Да речеме ние што отекуваат најчесто на вратот, на што обично може да посочат, на каков проблем? Има типични појави кои што искусни лекари ги препознаваат. Например, викаат дека рубеола, една од сипаниците, може да се препознае дури во темница. Значи, ова е приказно од старите векови, кога не сме имале вакво осветлување модерно како денеска. Туку дете со температура и со некаков осип кој што може да се види на свеќа, ако се најдат лимфни јазли кои што се зад вратот, во задната вратна регија, тоа обично значило така. Кај мононуклеозата обично се под брадата два големи лимфни јазли, кај стрептококната ангина исто така да некои локации се многу јасни за луѓе со искуство. Некој пат викаат, не е ова само реклама, за некои работи треба да барате доктор со бела коса. Искуството е клучно, така. Искуство. Во нашата работа искуството значи нешто. Меѓутоа, самото тоа, дека лимфниот јазол ќе се најде во една регија, не значи дека сте го лоцирали проблемот. Обично, кај проблемите со градите, со дојките, например, велиме дека прво се зголемуваат под пазувите лимфните јазли. Меѓутоа, не секој пат тоа значи. Има типични локализации на некои жлезди. Например, една жлезда појавена во левата
надпазушна јама, така е викаме, или супраклавикуларна регија, обично треба да сугерира проблеми со желудникот. Меѓутоа, тоа се одредени локации, одредени, како се вика, врски, кои што може би укажуваат на нешто. Не секој пат. Дали тие обично отекуваат на местото каде што има некакво воспаление, некакви инфекции и проблем? Тоа е најлесниот дел. Меѓутоа, тие лимфни јазди обично се препознаваат. Прво избувнуваат нагло, друго се топли, трето се болни, четврто се црвени. Значи, речиси со сигурност кажуваат дека е одговор на некакво воспаление. Значи, Имунолошки одговор, всушност. Секогаш имунолошки одговор. И во случајот на малигните заболувања, тоа е имунолошки одговор, меѓутоа не е, како се вика, конечен, значи не може да доведе до корекција на таа работа. Професоре, дали секоја вирусна инфекција може да доведе до отекување на лимфни јазли? Секоја може, но не мора. Например, имате ситуација со вирусен хепатит, кога црниот дроп е практично единствено што отекува. Можно е дека локално околу црниот дроп некои лимфни јазли ќе се зголемат, меѓутоа тоа практично е невидлива работа. Значи, околу секој орган има лимфни јазли? Во целиот организм. А во мозокот? Внатре во мозокот веројатно не, меѓутоа мозокот има своји обвивки. Секој орган и систем мора да има систем за дренажа на високо течности. Значи, ако течност влегува преку крвниот систем во сите такива органи, мора да има паралелен систем што тоа ќе го елиминира натаму. Професор, обично родителите многу се плашат нивните деца да не добијат стрептококна инфекција. Дали стрептококната инфекција секогаш оди со оттечени лимфни жлези? Зборам за стрептококна инфекција на грлото. Иако има една стрептококна инфекција што се јавува по кожата, како ранички, така. Стрептококот може да нападне практично исто така секој организам. Меѓутоа, ова е типично. Стрептококна ангина обично оди со двата лимфни јазли под долната вилица зголемување и тоа се палпира, така да тоа е обично една од карактеристичните манифестации. Меѓутоа и другите работи треба да се видат, грло и така натаму, налепи, нели типични и така натаму. Меѓутоа не значи ништо, значи како да ви кажем, некој пат зголемувањето на лимфните јазли треба да се прифати како резултат на постоење на нормална одбрана на организмот. Значи не на отсуство на таква што е пострашна ситуација. Професоре, исто така, оттечените лимфни јазли понекогаш се доведуваат со врска со користење на туѓ бридж или пак на туѓа крпа. Зошто е тоа така? Значи да се боснете на клинец, лимфниот јазол во таа регија кај што сте направиле сериозен проблем, ако е сериозен проблемот, може да отече, да. Секој пат прво на надворешна дразба или на повреда или на некаква надворешна афекција на организмот реагира регионалниот дел на лимфните јазли. Значи, ако се повредите на раката, прв пат ќе може да приметите зголемување на лимфни јазли во лактот. Ако се повредите под настопалото, веројатно тоа ќе биде коленската регија. Меѓутоа, тоа се работи кои што неизбежно во приказната на пациентот се поврзани со одредена травма. Така да тоа е многу лесно за кажување зошто се зголемени. Многу е полошо кај пациент што нема никаква повреда, никаква причина, никаков проблем, прв пат кога ќе се напипа или ќе се види, или некој ќе му каже што е тоа што ти отекло на вратот. Уште малку ќе се задржиме на она што е со причина, да речеме, вакцината. Вакцината против ковид кај некои пациенти предизвика зголемување на лимфните јазли под пазувите. Дали ова значи дека секоја вакцина може да доведе до ваква промена? Дека секоја вакцина може, да. Особено тие што се вика живи или атенуирани вакцини, тие да, бидејќи агенсот е тука. Ако вашиот организам еднаш веќе бил во контакт со таков агенс, тој ќе реагира, значи ќе реагираат лимфниот систем ќе реагира и ќе направи зголемување. Меѓутоа, сето тоа има свое траење и природен тек. Тоа си реагира и со време тоа ќе се повлече. Треба се повлече. Да. Кога ќе се напипат лимфни јазли кај некој лице кај кое што постои сомнеж за бактериска или вирусна инфекција. Потоа се препишува претпоставам одредена терапија. Секогаш антибиотик се дава или не? Зависи, ако констатирате. Значи, прво имате приказна, односно анамнеза на пациентот, поради што се јавила контакт со некој друг, со грип, со нешто друго, со ковид. Или престој во земја кај што е, например, типична работа, одредено заболување и така натаму. Значи, прво имате секој пат разговор со пациент, потоа имате испитување, имате една палета на вирусолошки и на бактериолошки испитувања кои што ќе ви го најдат агенсот. Ако е тоа вирус, веројатно нема да добие антибиотик, бидејќи за вируси не делуваат антибиотици. Тоа
тоа е приказната која што со ковидот ја научивме веројатно сите. Ако е бактериски, се прави антибиограм и согласно со тоа на што се наоѓа дека е чувствителен предизвикувачот, може да се даде антибиотски терапија. И за колку време би требало да се повлечат жлезите? 7-10 дена, 14 дена, зависи колку е отпорно, колку е ефикасен антибиотикот. Некој пат се случува резистенција кон антибиотикот, некој пат од претходно веќе постои ако пациентот примал такви антибиотици и така. Но ако не се повлечат жлезите, треба да се вклучи алармот? Ако не се повлече работата, влегувате во моето поле на работи, у принцип, и тогаш се поставува сомнение дали е ова само практично одговор кон некаква надворешна дразба или нешто друго што се крие, односно што во исто време значи дека имунолошкиот систем е некомпетентен и дека зголемувањето е практично одраз на нешто сосема друго. Професора, се случува ли некои луѓе да има таква конституција, па да имаат зголемени ливни јазли во одреден регион од телото? И тоа да не е проблем? Не се многу зголемени, меѓутоа по конституција луѓето што се тенки, слаби, кај нив мали ливни јазли, тоа е обично 2-3 до 5 мм, може да се напипаат во некои регии, меѓутоа тоа е константна работа, не е нешто што се јавува па се губи, така да тоа се луѓе со одредена конституција, кај кој што евентуално, меѓутоа многу мал процент на луѓе има таква работа. А колкави би требало да бидат жлездите, колку би требало да бидат отечени за да сметате дека е проблем? Треба да бидат над 1 сантим, сантим и пол, 2, има некои критериуми? Значи, првата работа е време траењето на зголемувањето и прогресијата. Ако е нешто стабилно, тогаш е веројатно конституција или одговор, или е практично фиброзирање на одреден ливни јазол после некоја дразба. Меѓутоа, ако е прогресија во растот, особено проблематично ако тој расте безболен и не предизвикува некои други проблеми. Ако е болно, обично знаете дека има тука некој предизвикувач, некаква борба и дека тоа е веројатно резултат на воспалување. Меѓутоа, безболниот раст е тој што нас, барем од професионален аспект, највеќе ни кажува на ова треба да се внимава. А професоре, се случува ли некој да има карцином? И потоа клетките од карциномот да навлезат во лимфните јазли? Секој пат лимфните јазли практично дренираат одредени подрачји во организмот. Секогаш кога практично од примарниот малигнен процес ќе почнат да се депласираат, да се пласираат клетки. Било да е тоа во крвотокот, некои карциноми знаат и преку крвотокот да се разнесуваат, меѓутоа значајно голем број од нив се дренира преку лимфниот систем и тоа е практично првата метастаза на кога се зафатени и лимфните јазли. Да. Значи има цела кампања кога ги едуцираме жените да се пипаат околу градите за постоење евентуално на некакви отеклини такви работи или раст некаков. Меѓутоа, паралелно со таа едукација оди едукацијата да се пипаат и подпазувите. Бидејќи некој пат поголем впечаток или полесно да се напипа ќе биде зголемената жлезда под пазувата, а не примарниот процес во градата, особено ако се работи за поголеми гради. Сега можеме да слушаме дека при операција на карцином биле отстранети одредени лимфни јазли, кои што потоа се праќаат на испитување дали во нив има клетки од карциномот од кој што пациентот бил опериран. Можете ли врз основа на процентот на клетки кои што се најдени од карцином во лимфните јазли да процените каква ќе биде прогнозата во лекувањето на лицето кое што е болно? Тоа се апсолутно категории, значи или во лимфниот јазол кој што е во регијата на малигниот процес имате или немате. Не е важно дали се 2, 200 или 2000 клетки. Тоа е примарно метастазирање во лимфен јазол. Секогаш е понапредна фаза на карциномот ако е метастазиран во други органи и системи, а не само во регионалните лимфни јазли. Значи, некој пат, кај, например, карциномот на дојка, мислам дека тоа веќе станато правило, дека соседната регија, ако има забележително, а тоа веќе имаме методи како се открива дали се зголемени лимфните јазли, заедно со примарниот карцином се отстрануваат и лимфните јазли од соседната регија. Меѓутоа, тоа се случува, например, кај карциноми на панкреас и на други абдоминални органи, така натаму, не кај сите. Некој пат, ако знаете дека е тоа практично масовно, ако е по сите лимфни јазли во стомачната шуприна, тука е практично веќе нема никаква смисла да извадите 5 лимфни јазли и да оставите други 5.
А ке се јават ли некакви проблеми ако се отстранат ливните јазли од таа регија? Не. Веќе споменавте дека имаат дека важна улога во дренирање на лимфата и слично. Лимфните јазли не се органи што може да ги изброите. Значи, лимфните јазли ги има, не знам, илјадници, веројатно треба да кажем, или многу повеќе. Едноставно, два ќе извадите, други два ќе пораснат. Не е тоа како двоглава змија и тој принцип. Меѓутоа, тие што се зафатени се поголеми, тие што не се зафатени се уште мали. Во случај да нема веќе предходно да има предходно извадени други, практично ќе се активираат тие што останале мали до тогаш. Но рак, односно карцином, може да се јави и на самите жлезди, како што споменавте. Тоа е делот од мојата Така. работа. Обично жлездите се отечени и се безболни, споменавте. Има ли некои други симптоми што ги чувствуваат пациентите кога ќе добијат рак на лимфните јазли? Може и да немаат никакви проблеми, меѓутоа ние главно ги распрашуваме за 4 работи. Едно е дали паралелно со порастот на лимфните јазли, пациентите изгубиле во апетит и губат во тежина. И тоа значаен губиток во тежина, што значи дека се работи за некаква сериозна состојба која што трае веќе со месеци. Друго, дали правеле крвна слика или дали чувствуваат некои знаци на слабокрвност, како што се замор, општа и така натаму, малаксеност. Трето, дали има појава на некакви крварења по кожата или од носот или од други места. Модринки по телото? Така е. И четврто е дали има инфекции, односно покачување на температури, засилено потење и така натаму. Некои од овие работи се ние што ги викаме конститутивни, одат заедно со болеста како манифестација на болеста, а некој пат температурите се одраз на некомпетентност на лимфниот систем, односно на имуниот систем на организмот и полесна појава и почеста појава на инфекции. И како по тоа диагностицирате? Дали да речеме со една обична крвна слика можете вие да заклучите дека станува збор обична крвна слика, детална лабораториска анализа на крвта, дали може таа да даде одговор? Се работи ли за Речи си никој пат. Секој пат може да заклучите дали е во некаква сериозна фаза на заболувањето. Да. Меѓутоа, која е причината и кој е типот на заболувањето, не. Диагностиката оди по одреден редослед. Значи, ако немате одговор на антибиотска терапија, која што сте дале со причина, со распрашување на пациентот, со поврзување на одредени фактори, битна работа на што ги едуцираме нашите колеги од општа семејна пракса и интернистите е да не даваат кортикостероиди, дексазони, пронизони. Зошто? Бидејќи тие прво ќе направат вештачко подобро чувство кај пациентот, второ ќе смалат лимфната жлезда, бидејќи тоа е механизмот на дејство на лекот, и трето ќе уништат морфологијата која што ни е неопходна за диагностика. Значи, од една страна ќе имате пациент што се чувствува подобро, меѓутоа без реално санирање на состојбата. Од друга страна ќе му оневозможиме на патологот, кој што е клучна фигура во диагностиката на нашите заболувања од малигна природа, да ви постави точна диагноза. Точната диагноза е предуслов за добар избор на терапија и за лекување. Значи, секој пат жлездата која што останува, која што не се враќа или која што евентуално прогредира во раст, треба прво да ја подложите на така наречено боцкање или цитолошка анализа, со која што вадите одреден материјал, го ставате на стакленце под микроскоп, патологот или цитологот гледа и кажува овде имаме проблем. И од прилика е диагнозата насочена некаде. Меѓутоа, дефинитивна диагноза секој пат мора да се постави со вадење на цела или барем на така наречена кришка од лимфен јазол, ако е многу голем или ако е блок од лимфни јазли, или најмалку, значи минимум можен, тоа е така наречена корбиопсија со широка игла ако се работи за лимфни јазли во деловите од телото кои што не се достапни на надворешно оперативно практично отварање. А на магнетна резонанца може да се забележи каде се има во телото течени лимфни јазли? Кога зборуваме за нешто не се видливи? Лимфните јазли се мекотивни органи. Вие знаете дека да сликате стомак, практично таму нема да видите желудник и такви работи, ќе видите само коски, евентуално бубрези и други работи. Значи, ова не е нешто што се гледа на таков начин. На компјутер може да се видат, меѓутоа обично таа метода бара контраст, на магнет може да се видат секако, меѓутоа не е основна метода на испитување. Основно за жлездите кои што не се палпабилни е да ги ставите под ултразвук, односно ехо преглед, ако се работи за стомакот, или под обичен рентген ако се работи за градниот кош. Меѓутоа сме стигнале до
Имаше време кога тие ги работевме со така наречени лимфангиографи, меѓутоа тоа е далечна историја. Во денешно време, барем за нашите заболувања за кои што имаме било какво сомнение дека се работи за малигно заболување, основна метода на испитување е така наречен PET компјутер скен. Тоа е востановена пракса. Скен на целото тело, всушност, така? Скенот е на целото тело, меѓутоа е двојна метода. Едно е како се вика изотопна метода, тоа е радиоизотоп кој што е врзан со еден гликозилиран препарат. Другиот дел е практично компјутерска томографија. И тие две една преку друга се интерпонираат. Така да во исто време имате тродимензионален приказ на две работи. Каде, колку и колкави жлезда има, и многу поважната работа, која што е резултат на комбинирањето со изотопна техника, колку се тие метаболно активни. Просто за да разберат гледачите, метаболната активност е мерило за тоа колку бргу клетките во одреден дел од телото, односно во ливниот јазот, например, се размножуваат. Секој пат малигниот процес има многу повисока стапка на размножување на клетки, на делба на клетки, отколку нормалното ткиво. Така да колку е тој индекс на испитувањето повисок, толку е по-проблематичен наодот. Познати ли се причините кои што може да доведат до рак на ливните јазли? Мислам дека за сите работи за кои што сме зборувале, за тоа прашање секој пат го имаме исти одговор. Да ги знаевме причините, ние ќе го решиме проблемот. Професоре, но се споменува мононуклеозата тука. Некоја афричка афрички сој. Поврзаност на одредени работи. Имате за моите заболувања, значи земји во кои што постои 100% семејна појава. Значи во одредени се фамилии. Меѓутоа не е генетиката во прашањето, туку изложеност на агенција. Ние знаеме да поврзуваме одредени појави со одредени факти. Меѓутоа никој пат не сме рекле ова. Точно е дека Епштайн-Баровиц вирус има многу висока асоциација, ние велиме со ова. Меѓутоа дека тоа е причината зашто ќе се смени. Имате луѓе што никој не може мононуклеоза, има некој од лимфомите или Ходжкинов лимфоми, така натаму. Значи не секој пат е тоа. Некаде постои поврзаност или повисока стапка или повисок процент на веројатност, меѓутоа не секогаш. Кога ќе знаеме причината, мислам, елиминација на причината веројатно треба да значи елиминација на заболување. Додека најдовме дека проблемот за маларија, например, комарецот и така натаму, да. Ракот на ливните јазли всушност се нарекува лимфом? Лимфом. Има два основни типа. Тоа се Една многу голема група на неходжкинови лимфоми и еден специфичен тип кој што има свој карактеристични клетки, друг тип на терапија и друга прогноза кој што се вика Ходжкинов лимфом по научникот кој што прв пат го опишал. Значи не Ходжкинов и Ходжкинов лимфом, тоа се две главни категории, тие имаат и подтипови, ако не се лажам. Лимфомите многу повеќе, Ходжкиновиот само неколку. Кој има подобра прогноза од овие два лимфома? Во денешно време значајно подобра прогноза имаат веќе Ходжкиновите лимфоми, кои што со денешни методи на преце на диагностика, а потоа и на терапија со можностите кои што се откриваат во последните неколку декади, сме ги дигнале на излечивост во поголем процент од 90%. Тоа Што е навистина огромен процент. Навистина добра прогноза. Дури кај некој кој што е напредната болеста? Дури кај тие. Кога учев хематологија, ова беше нешто на кое што не можевте да се надевате како млад лекар. За денеска, практично во 2000-та негде ја завршивме првата анализа со колегите од клиниката, кај што околу 50% од пациентите преживуваат 10 и повеќе години. Не е тоа мало преживување за малигна болест. Значи, ние се разликуваме во хематологијата многу од другите малигнови на цврсти ткива. Меѓутоа, денеска прогнозата над 10 години преживување е над 90%. Сменивме терапија, сменивме диагностика, сменивме интензитет на третирање, сменивме комбинации на разни лекови. Тука лековите се даваат по строго одреден редослед, ако не се лажам. Така наречени протоколи, прочитам. во кои што е важно мора да се застави време и комбинации. И како се прават комбинациите во зависност од пациентот, од состојбата? Не толку, значи имате протоколи кои што сте прилично стандардни. Вие одбирате еден или друг протокол за одреден стадиум и одреден тип на болест. Меѓутоа не е тоа нешто што се вика кроење на протоколот според пациентот. Кроењето не зависи, не се менува дозирањето, тоа се прави према површина, односно према големина на пациентот.
се прави према возраст, ако се работи за ранлива група на пациенти, зависи во која фаза од животот се, и не се менува време траењето и време периодиката на повторување на терапија. Колку е време траењето на терапијата? За некои протоколи 2 недели, за некои 3, за некои 4, меѓутоа тоа се повторува до одреден број на циклуси, за некои 2, за некои 4, за некои 6, така наречени циклуси од протоколот. Ќе ги вклучиме професори и гледачите во денешната Тилма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Професоре, агресивни ли се овие терапии за пациентот? Нема неагресивна терапија, макар да Цитостатици ли се ова? голем дел се. Меѓутоа, Не сите. како да ви кажем, болеста, например, Ходжкинов лимфом, постои во медицинската литература 200 години. Најголемите напредоци што сме ги направили се направени во последните 20. Сме вклучиле нешто што е нецитостатски тип на третирање, како што се, например, една група на лекови кои што се викаат чекпоинт инхибитори. Ова би било многу долго да објаснувам, меѓутоа, ајде вака во неколку реченици. Една теорија зошто малигните процеси воопшто растат, било каков малигни процес, е затоа што нашиот имун систем не може да ги препознае и да ги диференцира малигните клетки и не ги напаѓа. Значи ги гледа како свој. Ова е маскирање на малигниот процес према нашиот имун систем. Ова е еден тип на терапија која што знае да им ги открие малигните клетки на нашите одбранбени клетки, значи да ги подлежи на повторен напад. Значи во тоа е всушност тајната, да ги препознае нашето тело и да ги на тој тип на елиминира. терапија, со други цитостатици класични, они практично делуваат директно на клетките, кои што сме сфатиле со време или со практика, дека се осетливи на тој тип на терапија. И кога ќе споминат сите овие фази на лекување, како се проценува дека пациентот е добар? Повторно се настапува новата современа диагностика, односно PET скенот. Во денешно време, според опишаните упатства кои што ги преземаме од тие што се подобри од нас, следиме тоа што се упатства на поразвиените медицински експерти и центри. PET скенот го правиме за диагностика на почеток, го правиме кон средина на терапијата за проценка на ефект. Треба да знаете дали тоа што давате има некаков ефект или нема ништо и процесот расте или се смалува. И правите на крајот од предвидената терапија за да видите дека сте постигнали максимален ефект или дека се уште имате остатоци од болест. Значи во текот на лекувањето може да се смени комбинацијата на лекови доколку забележите дека нема ефект на што се дава. Секако. Сега кога пациентот е добар, споменавте какви се процентите на преживување и слично, но има ли можност болеста да се повтори, она што се нарекува релапс? И како тоа изгледа? Таа опција секој пат постои во литературата, например за Ходжкиновиот лимфом се опишани релапси после 28 години. Мислам дека кај додека бев на клиника, кај нашите пациенти еден релапс имаме констатирано после 23 години, што не се разликува многу. Меѓутоа тоа се ретки случаи. Значи тоа се такви што дури јас ги памтам се уште по, ајде да не кажем по име и по презиме, меѓутоа се многу ретки. Обично ако имате релапс, тоа е така наречен брз релапс. Што значи дека терапијата имала ефект, меѓутоа Но не целоса. се може да се подведе под она држи воду дук мајстори оду. Значи трае едно кратко време, меѓутоа е изразито отпорна болест и ќе се појави повторно. За таква ситуација прибегнуваме кон нешто што се вика високодозна хемотерапија со графт од собствени хематопоетски клетки, значи оспособување практично на организмот таква тешка терапија која што инаку била фатална да ја преживее, а високодозната хемотерапија да го постигне оној ефект што со стандардна не сте успеали да го направите. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Секогаш. Добар ден. Повелете. Ве молам, јас сум гледач на емисијава. Така. Имам проблеми околу појавување на масивно на нозете првин, па нагоре после 2-3 недели, па на грбот, па по 2-3 недели на градите, појава на црвени дамки кои после растат, имаат гнојче на врвот и после некои црни дамки се појавуваат точки црни кои кога ќе ги вадам, немам чешање
и немам и црвенилото брзо поминува. Така, Ме интересира како може да дојдам до докторот, да извршам консултации, кога би можело тоа да го направам и евентуално процедура која би следувала после тоа. ви Сум се обратил до 4-5 благодарам за дерматолози. вклучувањето. До Имајте сега предвид дека денешниот гостин е хематолог. Професоре, спаѓа ова во областа на хематологија? Не? Две работи не може да направите по телефон. Тоа е возење кола и медицина. Можем да предпоставам една плејада на можности што овој опис може да ги даде. Меѓутоа, секој пат првата стапка е не вие по телефон и по гледање телевизија да изберете какој доктор ќе одите. Секој пат имате постапка. Имате матичен или семеен лекар, кој што Така. прво тоа треба да го види, бидејќи ние континуирано правиме едукација. Тој ќе ви каже на што и на какво сомнение ова опатува и тој ќе го упати до соодветниот специјалист. Професоре, да продолжиме онаму каде што запревме, кај релапсите, дека може да се јават многу ретко, како веќе што споменавте, дека ги памтите дури Многу ретко толку доцна. толку доцна. Меѓутоа, Во денешно време, кај неходжкиновите лимфоми, 25 до 40% знаат да направат релативно скорешен релапс. Кај ходжкиновите таа стапка е многу помала, до 25% се ближи. спомнавте Ходжкинов, не Ходжкинов, која е разликата помеѓу овие два лимфома? Во што Едното се има состои? многу типични клетки, кои што Добра. двајца научници ги идентификувале дури 40 години после настанокот, после првиот квалификуван опис на болест. Кај другите има мноштво на различни клетки кои што може да бидат подлога на тој лимфом. Тоа е група на заболување. А симптомите се исти? Многу се слични, кај Ходжкинот може би постојат некои многу карактеристични, меѓутоа исто така не се јавуваат баш кај сите пациенти, кај некои се јавуваат и тоа евентуално може би во умот на лекарот може да каже ова е најверојатно Ходжкин. Меѓутоа тоа не ви значи ништо. Ви значи наодот од патологот и мислењето од патологот. Наликуваат симптомите на обична настинка? Наликува заради тоа што пациентот може да има инфекција. Тој Аха, може да, да има и споменавте настинка. дека може да има инфекција. Не е така. тоа симптом, не е манифестација на болеста, туку манифестација на некомпетентност на имунолошкиот систем. Но тоа дали може да отежне диагностиката, доколку долго време докторите се сомневаат на инфекции? Не би требало тоа сомнение да се продолжува над границата од 2 недели. Значи максимум 2 недели. За 2 недели не По тие гледате 2 ефект, недели веднаш треба се направи тенко игла на биопсија да имате ковиди кои што траја подолго и така натаму. Меѓутоа, Ајде се да проговориме за оној другиот тип на... мислам дека имате уште еден гледач. Да, дали имаме уште еден гледач во моментов? Добар ден. Не, се исклучил во меѓувреме. Така, Да поминеме на нешто друго? да преминеме на другиот тип на лимфом. Тој нема толкава успешност во лекувањето. За неходжкиновите зборувам. Да. Имаше Поголемиот број на пациенти спаѓаат во оваа група? или не? значително поголемиот број. Тука делиме исто две групи. Тоа е нешто што е малку тешко за објаснување. За некои сметавме дека се многу полесни и ги викавме индолентни или фоликуларни лимфоми, за другите викаме дифузни. Ајде, ова е патологија, ова за публиката не значи ништо. Тоа е значено за тој патологот што ја гледа материјата на која што поставува диагноза. Меѓутоа, ние сметавме дека фоликуларните се така лесно, полека растечки и дека не прават проблеми. Со време сваќаме дека тие представуваат многу поголем проблем. Бидејќи тие не ги излекуваме или ги излекуваме во многу помал процент. Меѓутоа постигнуваме одлагање на вториот настап на болест, односно на релапсот. Кај дифузните лимфоми имате околу 60 до 65% шанса за конечно излекување и за трајно излекување. Останатите 40% знаат да направат релапс. Секој пат кога имате релапс, кај фоликуларните, оние што споро растат, ја повторувате евентуално терапија, бидејќи тие релапси се подалечни. Кај овие што се неходжкиновите дифузни со брз релапс, обично избирате поагресивен третман како втора опција. Ди се отстрануваат зафатените лимфни јазли со операција? Тоа е Како кај другите карциноми, или обично се препорачува операција па да се отстрани ова е тешкиот дел зафатеното на ткиво. едукацијата, бидејќи некој пат, значи, може да постои причина хирургот да сака да го отстрани најголемиот дел од туморот. Меѓутоа, таа причина би требало да биде поврзана со апсолутно компрометирање на одредена функција, значи растење во вратната регија која прави притисок, кога може да направи проблем со дишењето или со крвотокот. Меѓутоа, не
ако ги извади сите 4 или 5 лимфни јазди кои што се големи на 1-2 сантиметри, дека со тоа ќе се реши проблемот. Со тоа само ќе се оневозможи следењето на ефектот од терапијата. Нас ни требаат жлезите да го видиме, тоа ни е репер за успешност на терапија. Нема никаков резон да останете 5 лимфни јазди, а 5000 да оставите. Ќе ги вклучиме следните гледачи, само сакав да ве прашам накратко, може ли некоја лимфна жлеза да биде зафатена со некој од овие карциноми и долго време да стои и да не прави никаков проблем кај пациентот? Теоретски да, меѓутоа никој пат не престанува маргиниот процес да Не расте. престанува. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Се јавувам од Зеленико. Поздрав до водителката, поздрав до докторот. Ви благодарам. Јас ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката и да го намалите. на телевизорот. Да, сосем исклучете го тонот на телевизорот и ќе ве замолам само побрзо да го поставите прашањето во интерес на времето. Имам карциум на простата. Аха, добро. Се слушаме? Да, добро, но денеска зборуваме за друга област. Сакам да ми објасни докторот, примам терапија на онкологија, дали и на 3 месеца. Дали имам шанса карциомот да исчезне или ќе си остани понатака? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Генерално за секој карцином е можно излекување денеска, меѓутоа морам да кажам дека тоа не е мојата зона на Така, експертиза. вие сте хематолог, не работите За во крвни оваа област. заболевања, Значи да. зборуваме за карциноми на крв и на лимфните јасли. Тоа е заедно. Заедно. Добар ден за следниот гледач. Имаме уште еден гледач, добив знак. Еве ќе му дадем уште една можност да се вклучи. Добар ден. Ало, Во програма сте, повелете. добар ден. Го очекуваме вашето прашање. Што ве интересира конкретно, што би сакале да прашате во денешната Тилма амбуланта? Ало, Ве слушаме во програма, сте, повелете. ја имам многу проблем, доктор, имам многу проблем со стомакот, многу ми се дуе стомакот. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Поздрав до гостиот во студијето. Ви благодарам. Вака се јавувам врска со мојот татко. Може докторот ќе се сети 2007 му беше диагностиран баш нон-Ходжкин синдром, му беше извадена слезената. После тоа идеше на константни прегледи, константно не му беше дадена некоја терапија, него си идеше само на проверки тоа ЦРП-то како му беше високо, јазвите му беа отечени и од тогаш, например, веќе 2 години не иде на терапија. Така. Не на терапија, него не ги мери резултатите сега. Дали има некој совет, дали тоа треба да се прави на често, Така. да го повтори сега, пошто веќе диагноза нон-Ходжкинс му е више. Така, нон-Ходжкин, така, но повеќе не прави контролни прегледи. Не прави, да, веќе 2 години се чувствува добро, се окей, и сега некако малку треба вајда... Така, може би малку се опушти. Така. Да се опуштене, затоа баш сакам докторот да слушам. Да ви даде мислење, консултација баш. како консултација, понатаму. баш така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Малку сум кусо информации, бидејќи не ја знам точно диагноза, треба да го знам типот, треба да знам зошто баш слезенката сме ја ваделе, бидејќи постои една мала група на така наречени спленечни лимфоми, кои што се манифестираат само во слезенката. И кај нив би било дури доволно да се извади, ако сме исклучиле дека било каде на друго место имало појава. Значи, така наречени спленечни лимфоми, теоретски може да завршат и самото вадење на слезенката. Меѓутоа е сомнително. Може би вадењето на слезенката било само мотив со сомнение за еден друг тип на леукемија, која што е гранично меѓу леукемија и лимфом, и не добив никакви Така, други податоци за дали е третиран пациентот порано. Добар е па сега пациентот и сега дали треба контроли да се прават. Секој пат има резон да се јавите таму кај што сте лекувани на еден контролен преглед. Таму ние водиме апсолутно на клиниката документација која што е во картони, која што е трајна за пациентите што не се починати, ќе го најде колегата картонот, ќе види што е историјата на Така. лекување, ќе види кои се последни резултати, можеби ќе направи нови и ќе каже
ова е толку време поминато, нема веќе потреба да доаѓате на контролни Значи, прегледи. може и таква прогноза. Добро е, нема потреба понатаму од контролни прегледи. Кога реков 60% се лекуваат, тоа беше терминологија за трајно излекување. Значи, ние пациентите по правилата, кои што исто така ги пропишува медицината базирана на докази, ги следиме пациентите 3 или 5 години. Ако се до тогаш добро, на сите им викаме нема потреба од редовни контролни прегледи, по потреба повелете, јавите се кога сакате, ако имате некаков мотив. Дали овие лимфоми почесто се јавуваат кај повозрасни лица или кај млади? Има и кај едни и кај други, нема никаква прелекција. Проблемот кај повозрастните е тие не се способни да толерираат терапија толку интензивно колку што е пропишано со. Значи, индексот на ранливост ви прави некој пат проблеми за да ординирате терапија која што е со максимален ефект кај многу возрастната популација, ако има други болести. Ако пациентот не може да издржи терапијата и бидејќи агресивна, може ли да се прекине, да трае пократко или да се смени? Каков е пристапот во тие Нема ситуација кога терапијата ќе ви представува поголем проблем од болест. Значи, некои работи мора да се истрпат. Јас сваќам дека заболувањето и терапијата не се лесни, меѓутоа секој пат е потешко да имате една малигна болест, тоа е јасно. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, Марија. Да, повелете, во програма сте. Овде Ѓоке. Така, повелете, дали имате прашање во денешната Тилма амбуланта? За не ме пратам од почеток, зашто е моабетот? Така, ќе можете емисијата да ја погледнете на YouTube, ќе биде поставена по завршувањето на денешната Тилма амбуланта, така што ќе имате можност да ја погледнете од почеток до крај, меѓу другото насловот е наведен и на телопот, така што можете да се информирате и на таков начин. Благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, значи, доколку се забележат лимфни јазли отечени, да се појде веднаш на лекар? Дали тоа сериозно нешто? Секогаш, односно појаснив се дека не секогаш, но дали треба сериозно да се свати зголемениот лимфен јазол и да не се остават работите непроверени? Најпростата формулација на мојот одговор е немојте да игнорирате. И тоа ја учиме и колегите кои што треба натаму да се занимаваат од медицински аспект со овој проблем. Значи, немојте да викате не е ништо, не е ништо. Следите работата. Ако исчезне спонтано за една недела, 2 недели, ако знаете дека можело да биде поврзано со одреден настан на одредена травма, да, меѓутоа немојте да игнорирате. Ако нешто останува, особено ако расте наспроти на дадена терапија или на било каков друг третман, немојте да игнорирате, бидејќи растот не е само раст на таа локација, туку и потенцијално расфрлање и растење во други лимфни јазли. Секој пат е подобро малигната болест да ја фатите на нејзиниот почеток. Треба многу помал напор, многу помал опсег на третман за да ја решите состојбата, а во денешно време имаме успеси со справување со многу од малигните заболувања, не само хематолошките и другите, меѓутоа како што еден колега од Загреб, кој што е академик и се занимава со онкологија, ми рече, вие во хематологија сте далеко понапред од нас кои што лечиме карциноми на солидни органи. Вие споменавте една анекдота пред да започнеме со денешната Тилма амбуланта, дека кога некој пациент има Ходжкинов лимфом, велите дека можел да ја добие најлесната форма на болеста. Секој пат ја цитирам таа епизода од една популарна телевизиска серија кај што пациентката се враќа дома од доктор, сите се дома загрижени бидејќи знаат дека има малигна болест. Вика ми поставија диагноза, вика ми рекоа, ако веќе сум имала толку несреќа и толку пех да има малигно заболување, сум го добила она што е најлесно да се среди. Значи има нешто што е полесно да се среди во однос на останатите малигни заболувања. Ходжкиновата болест е една која што ова е мој изум, не знам кој колку ќе го прифати, али кој што ми овозможува денеска да се чувствувам како магионичар. Мојот професор, од кого што учев хематологија, учев од најмалку тројца, ме прашуваше дали можеш да излечиш малигно заболување. Со гордост и со без никакви резерви. Денеска сум онака среќен. Во мојата професија не гледате многу среќни завршетоци, меѓутоа среќен ме прави тоа што денеска можам да се чувствувам како магионичар, бидејќи можам да кажам, да, можеме да излекуваме малигна болест трајно.
Трајно, што е многу важно. Трајно. Посакуваме понатаму да се чувствувате како магионичари за останатите диагнози, онколошки, во хематологијата, кои што имаат помална успешност во моментот во лекувањето, но како што споменавте, во последните години има вистинска револуција во медицината, има нови третмани кои што даваат очигледно одлични резултати. Многу работи за кои што порано требало 100-200 години. Денеска се случуваат за 20 години, за 2 години. Напредокот, биолошка терапија, она што ме прашавте, дали се сите лекови цитостатици, за не-Ходжкиновите имаме биолошка терапија, значи начин биолошки да делуваат, не цитостатски на малигниот процес. Науката напредува многу, истражувањата напредуваат многу, објаснувањето на механизмите како доаѓа до одредена болест, не на причинителите, меѓутоа на механизмот напредуваат и согласно со тоа се наоѓаат начини тие механизми да се пресечат. Значи, денеска работиме со сигнални инхибитори, со овие, реков, биспецифични антитела, значи, биолошките процеси кои што доведуваат до неконтролиран малигни раст, ние се трудиме со научните достигнувања да ги контролираме, односно да им се спротивставуваме. Професоре, ви благодарам многу уште еднаш за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Задоволство секогаш. Почитувани професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог, беше денеска гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Ви посакувам пријатен ден и гледајте наредовно во 12 часот и 45 минути секој работен ден на Телма.